На 2 трети имаме състанък со Министерството за земеделие у Скопие. Състанък се отбиваше на една безпреходна линия, че кажам, тоги за тоги. Все беше убаво. Арма от тия разговори ни на една тачка не найдоме заклучок. Да има завършница. Кажаме за 7 дена. Той е денеска му паѓа, дойме денеска за Скопие, да се договориме за цена кило грозде, колко грозде му треба на винариите, му треба ли, не му треба ли. Имаме проблеми около земјишто кој не е заведено на тендер, ако има бюрокрацията, пумпи марена еве, 3 година само ги разправяме, не се решени, не работат, каналот, увача, скинат, не е направен и всички тия работи ги решим едно за секогаш. Затова викам пресконференция да се обратам до министра за земеделие, не съм до министра и цяла влада на бая държава, каква е, таква е, да помогнат и да направим за сходно сили, да така да ние в един даден момент да се стишем и да бидеме мирни, затова, що паята моментално нас много ни трябва. 2 динара за 2019 не заведени, а да почнем наред. Бараме защита цена на килограм грозде. Най-ниска цена, кога викаме да биде 11 динара, не се обеди. По колко година не се направи това, ние ще правим санкции. Най-ниска цена, наш предлог е на лозарите. Когато вече го разправяме в Скопие и затова сме револтирани. Бараме 12 динара, бараме с 13 динара, с 5 динара субвенции. Лани они нас ни изиграва на един културен начин. Първо ни скина 2 динара, па после ни дава субвенции, защото не е честно, мисля. Никакво отнив. Па Панчо Минов, я викам му каже зададе. Вчера се чума зададе. И он сега си удара, наводно, сака да не купе сите нас с тия субвенции, сега ще ги дават, но не ги дават сите на едно. Ги дават само за 19 години. И това прашно значи ни дават на сите. Пумпа марена, Биларо шо е, бараме до Министерството да се решат. Ставите и на каналотка, една бабча от дължина от 750 метра да се реше, една да секаш, извадна стисъл за мнозини брушени, Овска река, да се обнове и връчание на водостопанство от Тиквешко поле назад во Кавадац. Не друго, на Скопјани колко пари му трябва да си наплатят от тази вода. Али луѓето за еден штраф, или да не речеме така, просто кажано, за 2 штрафа да чекат тендер от Скопие да се разпише и да купат они, никой не бива. Ваа година бяха без водари. Ни самите мещани теран не бъдат дел да навадим. И сега имаме проблеми с това. Изплатени за останати 20%. За това е пред 3 години. Сите они земјоделци кои беа регистрирани како земјоделци и само земјоделска дејност вршат, требаше да му се изплати плюс 20% од што се вија субвенции ги дава државата. Не се изплатени. Сега бараме да се обноват. Да. Бараме од младите од државата се исто това. Ракията, која е произведена у Кавадаци, колко имат можност, един дел се откупи за това, защото Кавадаци лезе на буре база. И това има голема количина. Така да, една акциза, която ни я предложи нас от 10 динара по кило ракия, не я припачиме, защо не я припачиме? Ако влезем в Европа, това ще види по-голема. Арно следкам това, че видят и по-големи паяти на кило грозде, не разбират така сега ще 4 динара. Сега това шо е. Колко ова година ми беме некня, ни един не застана да разговаря на тази тема, що е много битна. Това е една от последиците моментално, сега топ тема не е. Не сте заинтересирани за грозде. Има и такви. Много лесно е да го подцениш некои, за това, що е било натворено небо. Не стое. Да, цените че стое. Това не стое и затова не оценуват. Сега за не оценуват они нас, ни бараме от благата
да оddържат състанък и сите ония земеделци, кои прихващат тази цена, 9 динара по кило грозде, да го окроят да не ражда род. Ще си има инспекция, Стойчев-2 Сопот. На повършините се види дали има грозде. Има грозде. На последните 5 години няма живеят парче си има субвенция. Това е мислено от мене и како таков се обращам до гражданите на Каварата да знаят, нямаме никакви голем договор, присъединятелство в центъра и така да го кроят нашето грозде, за да нямат проблеми за наредната година. Откупеното грозде по 7 и 6 денари от винарията Тиквеш, държавата да извърши доплата от 4 денари по килограм ковид средства за достигнуването на цената от 15 денари Вранец и 13 денари Смедеревка и Станушина. И нека кога беме на 3.3 да се останокот со министерот, со министерот и со винарите, баравме да се образложи колко грозде ще се откупе и по која цена килограми, по која цена и шеćerност. Ali od site vinari ne izlezi ništa. Samo jedna vinarija кажа Бовини која беше дека ќе го откупуваме, јас вика по 11 динара. Една винарија Сковин кажа дека мора да ги известиме граѓаните, дека ја имам можност за 17 милиона кила гројзе да откупам, али ако се договорам за дестилат, ако се договорам со винарите, со Тиквеш, со државата, ако се договорам да државата да ми го откупи дестилатот и така, друго ништо, другите винари не кажаа ни цена, ништо. Од винаријата Вардар лани ще укупуваше гројишто по 3 динара, сега бараше државата да му најде можност, извадил слабо вино, али можело како вино да изоде, да најде државата можност да го продадел како вино. Али с тим се побунија и другите винари, Мо вино и други се побунија затоа што они го земаа за дестилат и треба да го преработат во дестилат и да го продадат како дестилат. И бараа они измена некој од државата за мобило скапо преработката на дестилат, 2,5 евра било во и коштало на литар дестилат и од тие состанок фактички ништо не излезе околу нашите барења. И министрите се уште нешто да докажат. Ова излезе како да има инкубатор за министри. 3 години, 3 министри. Дори да почнеме со еден со вие нашите барења и вие ги знаете, новинарите, дори да почнеме, ќе прилагодиме топката до нешто ќе добиеме, например, не може да кажеме, ете, са нафта добиеме. Дори нешто ќе договориме и после од година па истиот проблем, па цени, па водостопанство, па истите проблеми. И не може вака, него која партија да е? Која партија да е? Ако сака министр да се стави, прво треба да биде министр завршен со земјоделски факултет. И која партија да е? Има гласачи, има во цела држава, во сите градишта. И тие што сака да биде министр, уште унапред, 2 години, не мора дали бизнесмен, дали било што. Не мора он да сабота и недела да оде на скијање на попова шапка или летно време да оде да се бања, него тие 2 години да оде кога се кроje гроздето, кога се речат праските, кога се продава гроздето во Тиквеш, да види околонта како се бере, како се продава, по која цена се продава, да отиде тутунот кога се саде, да отиде тутунот кога се продава, кога се ниже, оризот кога се сее, кога се бере, јагнето да види зимно време, како едно јагне да извадиш у јануар месец, мајката му умрела или обратно јагне умрело, па да го цела ноќ да дежураш. И така министрот тогаш самиот себе кој ќе биде министер, ќе се боре во владата, ќе се боре со другите министри, ќе сака да биде понапред он од другите министри за неговиот сектор да се избори за повеќе средства за пошто ќе знае маката на земјоделците. А вака во овие случаи секоја година министр во сега излезе, ние министрите ги учиме за гројзе, ќе отиде во Прилеп за тутунарите, значи наместо ние да бидат и они у склоп со нас, вака не добиваме ништо, а се мачиме. Благодарам.
Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда.